Благодарам. Јас ќе продолжам мојата дискусија сега со Гордана Димитриевска Кочова и можеби ова прашање треба да ви го поставам на секој еден од вас, можеби треба да го поставиме ова прашање и на граѓаните, дали дојде живот во Република Македонија? Во Република Македонија не само што не дојде живот, туку Социјалдемократскиот сојуз ни украде 4 години од нашиот живот. И сега ќе цитирам дел од обраќањето на господинот Зоран Заев во неговиот план за живот во 2016 година, тоа е програмата со која што нели настапи на тие избори. Вели: ви се обраќам на вас кои си ги пуштате децата низ светот за да ги спасите од немаштија и неправда, на вас младите кои живеете во уруинирани студентски домови или без можност за живот дома, па го читате ова некаде по странските земји. Па вели: ви се обраќам на вас кои работите за минимална плата во конфекциите, кои ризикувате по скелињата и се потите по полињата, на вас кои живеете од социјална помош, што ве држи во сиромаштија. И потоа вели: на вас професори, лекари, научници, административци, новинари и така натаму. За да на крај тоа обраќање го заврши со: ви се обраќам, вели, за младите да останат во Македонија. Сега, ако ги погледнеме податоците кои што ги вади и Државниот завод за статистика, ги има и на Евростат, првим да видиме што се случува со младите во Македонија. Ќе забележиме дека за периодот 2006-2016 година просечно годишно од Македонија се иселувале некаде околу 5000 млади лица. Периодот од 2017 до 2019 во од Република Македонија се иселуваат просечно по 10.000 млади лица, што покажува дека овој живот ни донесе дупло поголемо иселување на младите лица од Македонија. Сега по однос на сиромаштијата, исто така податоци кои што ги вади Евростат, податоци кои што ги има и Државниот завод за статистика. Ако ги погледнеме, ќе видиме дека, а тој и професорот Славевски го начна предмалку, кога кажа дека стапката на сиромаштија во периодот на владење на ВМРО-ДПМНЕ се намалил. Меѓутоа, ако ги погледнеме податоците од последните години, ќе видиме дека состојбата е нешто многу поразлично, односно стапката на сиромаштија не се намалува, таа стагнира или во некои делови нели состојбата е малку и влошена. Би напоменала тука околу бројот пред се, нели они се фалат со бројот на вработени лица. Меѓутоа, ако погледнеме каква е стапката на сиромаштија кај вработените, ќе видиме дека таа стапка стагнира, што јасно кажува дека овие така наречени нели нови вработени добиваат плата која што е многу мала и која што веќе ги влече во онаа сиромаштија, односно одвај преживуваат и врзуваат крај со крај. Дополнително на тоа би извадила уште еден податок, тоа е податокот за растот на процентот на популација кај одредена популација која поминува во сиромаштија повеќе од 3, односно 4 години. Ако погледнеме колкав дел од популацијата поминувала сиромаштија 3 или 4 години, ќе забележиме дека во периодот на владење на ВМРО-ДПМНЕ тој процент е помал, денес е поголем. Така да јас не знам навистина за каков живот зборуваат, ако е она што е најважно, а тоа е младите да ги оставиме во Македонија, очигледно е дека не ги оставаме, и во делот на сиромаштијата ништо не направиле, туку напротив, многу полошо се живее, односно за овие 4 години немаме никаков напредок во тој дел. Да зборуваме малку и во однос на даноците и во однос на долговите и какви се обврските на државните и јавните претпријатија кон приватниот сектор. Да, една од целите на СДС во нивниот план за живот беше сервисирање на обврските на државата кон приватниот сектор навремено. И ако се сеќавате во тој период многу ја обвинуваа владата на ВМРО-ДПМНЕ дека не прави навремен поврат на ДДВ, дека се досни со сервисирање на обврските кон приватниот сектор. Меѓутоа, ако ги погледнете податоците во буџетот заклучно со месец април 2021 година, ги споредите со податоците од 2020 година, ќе видите дека во однос на ДДВ-то повратот е помал за 1 милијарда денари во однос на 2020 година, што повеќе од јасно кажува дека не се прави поврат на ДДВ, односно повторно не се враќаат парите на време. По однос на обврските кои што државата, вклучително тука се јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост, ги имаат кон приватниот сектор, заклучно со месец март, а тие се нели јавно достапни на страницата на Министерството за финансии,
ќе забележите дека обврските кон приватниот сектор, значи на овие институции кои што ги наведов, при тоа многу е тешко да констатирате дека оваа бројка е конечна, бидејќи не сите институции пријавуваат, па секој ќе ги додадеме и тие што пријавуваат, сигурно овој износ ќе биде поголем. Значи со месец март имаме обврски на држава кон приватен сектор од 135 милиони евра. Тој износ кон крајот на годината, односно заклучно со декември 2020 година, бил 120 милиони евра, што значи дека само за 3 месеци дополнително имаме 15 милиони евра повеќе обврски кон приватниот сектор. Ако погледнеме кои се должниците, како најголеми должници, ќе видиме дека во првите 5 или 7, заклучно со месец март 2021 година, ќе ги видите и Електрани на Македонија. И сега ќе се надоврзам на Цветан што го збореше, вели акумулациите се испразнети, трчање по профит, за жал Елем последната година книжи загуба од 1 милиарда денари, што јасно кажува дека далеку се ти од некоја добивка, меѓутоа загрижувачки 6 милиони евра имаме доспеани обврски. Значи не зборуваме за обврските вкупни, него за доспеаните, она што требало Елем да го плати на приватниот сектор. Минатата година истиот период март биле околу 2,5 милиони евра, а периодот кога јас како директор и председател од Мицкоски, нели како генерален директор на Елем заминувавме од Елем и ги пријавивме за прв пат, тогаш прв пат се воведе овој начин на евиденција на обврските на јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост, тогаш ние имавме нула доспеани обврски, оставивме 25 милиони евра депозити и повеќе од 8 милиони евра пари на сметка. Односно, се беше сервисирано на време, што повеќе од јасно кажува дека таа цел која што ја имале сервисирање на обврските на време не е исполнета. Сега, можеби државата, односно власта смета дека ова го компензира на некој начин со оние мерки помош кои што ги дава во овој период. Мора да напоменам, нели, дека корона кризата значеше исцрпување на ликвидноста на фирмите, односно фирмите се изморија, немаат пари и овие пари доколку државата ги сервисираше на време ќе беше многу поедноставно за фирмите и полесно ќе го пребродеа овој проблем, меѓутоа тоа не се случува. И при тоа морам да напоменам дека помошта која што ја зборува дека 1 милиарда не е 1 милиарда, туку станува збор за 330 милиони евра. Сега повторно се враќаме, нели, на прашање каде отидоа останатите пари од 330 милиони евра до 1 милиарда задолжувања кои што ги направија минатата година. При тоа морам да кажам дека и ова е на некој начин апел до власта да внимава како ги употребува податоците. Гледам пред некој ден министерот за финансии прави споредби со западноевропскиве земји, па и со Балканот, колку проценти од БДП била искористена помош, колку се дало, нели, на стопанството, колку дале другите земји. При тоа кај другите земји зборува за фискален стимул, значи тоа се оние пари кои што буџетот ги платил на приватниот сектор, излегле како трошок, а кај нас воопшто тоа, односно го зема тоа во предвид, но зема во предвид и нешто друго, а тоа е, например, ги зема во предвид одлагањата на кредитите кои што Народната банка, нели, со една одлука и банките ги потоа ги одложија. Така да јас не знам каква помош тука државата им даде на фирмите и на физичкиве лица кога ги одложија долговите, ама за тој период каматите беа пресметани, обврските станаа уште поголеми, тука немаше апсолутно никаква помош. Така да 330 милиони евра е помошта, но повторно ќе спомнам, 135 милиони евра обврски доспеани на државата кон приватниот сектор, кои што доколку им ги платат сигурно ќе им ги олеснеа проблемите, и она што го кажав, најмалку 1 милиарда денари, пари кои што од повратот на ДДВ се доцнат и не се враќаат навремено. Ќе ми дозволите да отворам уште една тема и да констатирам дека една влада која што навистина се залага и работи во интерес на граѓаните, нејзина цел е сузбивање и намалување на сивата економија. Оваа влада сивата економија не ја има за приоритет. Така, една од целите исто така повторно во оној план за живот беше сузбивање на сивата економија, меѓутоа ние може да видиме дека сивата економија кај нас некаде е 38% од бруто домашниот производ и да кажеме сме лидери во Европа и на Балканот, односно со највисока стапка на сива економија во однос на бруто домашниот производ. При тоа, ако погледнете повторно тој план за живот, ќе видите дека еден од механизмите за борба со сива економија е воведувањето на проектот, или не знам како да им го наречам, мој ДДВ, и оние скенирање на фискални сметки кои што требаше на некој начин да донесат до
дополнително зголемување на приходите од ДДВ. Меѓутоа, ако ги погледнеме повторно податоците, односно ДДВ-то како процент од бруто домашниот производ, ќе забележиме дека тие од година во година се намалуваат, па така да кажеме во 2017 биле 7,74% од БДП, за во 2020 да се 7,06% од бруто домашниот производ, што јасно кажува дека ниту проектот Мој ДДВ вродил со некакви резултати, ниту пак имаме борба со сива економија. Сега дека владата воопшто не размислува за сивата економија, јасно е и од фискалната стратегија која ја донесоа некаде пред крајот на 2020 година, која што е за период 2021-2023, но со изгледи до 2025, значи се даваат податоци до 2025 година, каде што за 2021 година ќе видите дека вкупните приходи како процент од бруто домашен производ им се предвидени на 30,1%, за следната 2022 да се намалат на 29,7%, потоа да одат 29,6%, 29,5% и така натаму. Што повторно јасно кажа, овој процент треба да расте. Значи, вие кога имате толку висок процент на сива економија, не може вас да ви се и велите ќе се борите со сивата економија, а при тоа процентот на приходи како процент од бруто домашен производ се намалува, што е контрадикторно. И ова јасно покажува дека владата значи нема никаква желба за борба со сива економија. При тоа и уште еден податок е неродавен да кажам, и ова е податок кој што го извади Светска банка сега во последниот извештај, односно пролетните прогнози за 2021 година, каде што се земени 6 земји од Западен Балкан, каде што, да кажеме, за Македонија баш и нема така пофални зборови, ако внимателно го прочитате извештајот. Да кажеме, една од работите која што таму е наведена е дека втора пречка за водење на бизнис во Република Македонија, покрај првата, која што е политичка нестабилност, вели извештајот на Светска банка, втората вели е дека 55% од фирмите во Македонија, тоа е највисок, 55% од фирмите во Македонија се борат со неформални компании, значи компании кои што се основани и работат на црно. Тоа е податок, чинам беше некаде на 36-та страна во извештајот на Светска банка, секој еден може да го погледне и да види, значи ние повторно и на Балканот сме најлоши од сите. Гордана, сусама на крај. Како ќе се одржи данокот кој што некој од министрите веќе го најави? Мислите за зголемувањето, за... Видете, не знам сега поднос на тоа, еднаш зборува ќе зголемуваат, па премиерот кажа дека воопшто никој за тоа не размислувал, некако се некоординирани, и да ви кажам дека тоа е еден од најголемите проблеми за бизнисите, бидејќи вие кога имате комплетно нестабилно даночно обкружување, сериозен е проблемот, затоа немате инвестиции. Минатата година бруто инвестициите падна на ниво на држава повеќе и од онаа 2001 кога беше војниот конфликт, што во суштина мислам дека не би требало да биде, за жал беше така, но сето тоа е резултат, пак ќе кажам, на нестабилната даночна политика. Воопшто не е момент за промена на даночните стапки, поготово нели ако размислуваат промени кај ДДВ-то, бидејќи слушнавме дека и во тој дел се размислуваше на некои промени. ДДВ-то ќе значи уште дополнително поскап живот на граѓаните, дополнително оптоварување на нивниот домашен буџет, поголема сиромаштија. Да не заборавиме, пак ќе се навратаме на извештаите и на Светска банка и на ММФ, иако и податоците на Државниот завод за статистика јасно покажуваат дека кај нас инфлацијата која што имаме, а и Светска банка потенцира дека Македонија, повторно во извештајот може да го видите и тоа, има највисока стапка на инфлација од сите тие земји кои што ги обработува во тој извештај, значи 6 земји, балкански земји, Западен Балкан. Кај нас инфлацијата најмногу се зголеми како резултат на порастот на цената на електричната енергија, или 25% стапа во инфлацијата учествува порастот на електричната енергија. Ние не знаеме и тој дел како ќе заврши, бидејќи сега треба до крај на почетокот некаде, односно до крајот на јуни треба регулаторна комисија да излезе, значи со став дали ќе имаме промени во цената на електричната енергија, така да цената на електричната енергија која што не само што е големо оптоварување за домакинствата, туку таа е еден од основните ресурси за производство, ќе ги поскапи цените, и сега кога дополнително имаме зголемување и на даноците, ова навистина во овие услови, кога повторно ќе кажам, стапката на сиромаштија е стагнира, да речеме, не се намалува, само дополнително ќе го продлабочи проблемот, поготово што
И ова морам да го кажам, стапката на сиромаштија кај вработените, значи, е доста голема во однос на земјите од Европа, што значи дека ние и тука сме најлоши. Кај нас вработени имаат ниски примања, овие дополнителни трошоци само ќе направат, пак ќе кажам, поголема сиромаштија и потешко живење на нашите граѓани. Само на крај пред да премине колешката на другиот говорник, кратко и јасно, дали очекувате граѓаните да почувствуваат во наредните месеци, односно наредниот период, истото прашање што последно професорот, да почувствуваат во своите буџети одредена економска криза? Ако зборуваме за домаќинствата, да, јас очекувам, бидејќи видете, се први не знаеме како ќе заврши одлуката на регулаторна околу цените. Они велат дека нема да ја зголема цената, меѓутоа пак се враќаме. 1 милиарда денари загуба на Елем. Како Елем ќе ги покрие тие загуби, мене јасно не ми е. Значи, ако знаат они како, прито акумулациите се испразнети, електричната енергија по мегават, производна цена на акумулациите е од 11 до 13 евра. На рек Битола е 43 евра. Ако ја истрошиле водата, тоа значи дека ќе мора да компензираат со производство од рек Битола. Уште поголема ќе биде загубата. Ја стварно не знам како ќе остане. Значи дека граѓаните може да очекуваат нови трошоци, повисоки. Уште не е стабилизиран ни светот, така да увозните цени исто така имаат влијание на нашите производи. Ние сме увозно зависни, повеќе увезуваме отколку што извезуваме, така да во следниот период очекувам повторно, односно ние не ни прекинавме, кај нас инфлацијата се појавува некаде од јуни 2020, најголем скок доживува во август кога се смени цената на електричната енергија и ние постојано имаме повисока стапка на инфлација. Лоши и нестабилни прогнози. Да, така.